Почитувани, во интерес на граѓаните на Република Македонија, продолжуваме со објавување на вистината поврзана со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и нефункционирањето на институциите на системот во државата. Денеска откриваме нов скандал поврзан со безбедноста на храната од увоз. Денеска ќе ви презентираме документи кои за жал ги потврдија нашите сомневања за тоа каква храна конзумираат нашите граѓани од увоз. Минатата недела, на барање на потрошувачите и домашните раноградинари до Државната фитосанитарна лабораторија, доставивме примерок од увозни краставици, произведени од областа Лушна, Албанија, купени на Кванташки пазар, за да се испита присуството на пестициди. Резултатите ги добивме, загрижувачки и алармантни. Испитувањето и анализите добиени од страна на Државната фитосанитарна лабораторија покажуваат дека увезената краставица од Албанија содржи двојно повеќе пестициди отколку што е законски дозволениот максимум. Односно, покажаа концентрација на активната супстанца металаксил, која што, за жал, е отровна. Податоците за увозникот, извозникот и други релевантни податоци ќе бидат службено доставени до надлежните институции за понатамошно процесуирање согласно законските одредби кои што произлегуваат од законите со кои што се третира безбедноста на луѓето и здравието од контаминацијата со храна. Еве ги резултатите на Државната фитосанитарна лабораторија. Резултатите покажуваат отровни супстанции во краставиците. Останува отворено прашањето зошто затаила контролата при увоз и кој дозволил овие отровни краставици да завршат на домашниот пазар. Дали сите фирми увозници се контролираат подеднакво и како потрошувачите да имаат доверба во институциите кои што ги плаќаат. Ке следиме како ќе се процесира случајот и ќе ја информираме јавност. Одговорност мора да има. Нема компромис со здравието на луѓето и граѓаните. Ова е уште еден пример зошто Никола Груевски го прекршува договорот од Пржино, зошто се плаши од вистината за нивното криминално владење на штета на граѓаните, на штета на здравието на граѓаните.